добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Отблиски со на телевизија Мега. Морам да признам дека секогаш ми представува особена чест и задоволство кога во мојата емисија како гостин имам една позитивна, насмејана, отворена, но пред се многу успешна личност. Една таква личност е и мојата денешна гостинка Вера од групата Љубојна. Здраво, добре дојде во мојата емисија, пред се добре дојде во Битола. Поздрав до вас, поздрав сите гледачи, благодарам што ме поканивте. И во Битола со идими дојдими во рок од еден месец може да се каже дека скоро цело време сум тука и си поминувам многу убаво, а во исто време и многу работам и сме во таа една организација на концертот, така што уживам во Битола овој месец. Така, баш ми е драго што е така, бидејќи често можеме да ве забележиме тука по широк сокак со вашата фамилија. Навистина пред се имаме голема причина, голем повод за разговор и баш би сакала да ја започнеме со тоа емисијата. 15 годишен јубилеј, 15 години Љубојна присутна на македонската музичка сцена, пред се да ви честитам за овој успех, навистина достоен јубилеј за почит, уште многу успеси ќе ви посакам и во иднина. За овој годишен 15 јубилеј подготвувате концерт токму тука во Битола. Местото и од каде што фактички започнавте, нели? Токму така, затоа и го од таму доаѓа јубилеј, заради тоа што групата почна во Битола и своите 15 години ги прославува со голем концерт прво во Битола. Така, ете на самиот почеток би сакала да го зборуваме малку за самиот концерт. Ќе се одржи на 17 август. Но еве да не откривам јас детали, ќе оставам на вас што е она што целата публика, ете не само битолчани, туку сите кои што на 17 август ќе дојдат тука во Битола ќе имаат можност да го погледнат. Што е она што вие ќе им го подарите на публиката? Така, за една публика која немаше можност да присуствува на концертот во Борис Трајковски, кој го одржавме минатата година во Скопје, сега ќе има можност да го види, да го чуе истото и да се радува на истото во ракометното игралиште во Битола. Ова е еден јас го нареков браз караван, заради тоа што буквално прошета низ скоро сите градови на Македонија и едно музичко патување кое што го започнавме со Браз Фантази и го продолживме во една world music димензија, во светска димензија, која што се допре до многу музика, многу различни музички правци, многу различна музичка естетика и која патувајќи така низ сите тие меридијани, собирајќи ги најубавите делови, роди едно убаво, го заокружи целиот тој Браз Фантази момент и роди една нова музика која што се најде на носач на звук кој планиравме да биде пред концертот, за жал ќе мора да го одложиме за малку подоцна, но материјалот е во постпродукција и веќе се печати. Тоа е албумот Радио Љубојна или Љубојна вија Битола, Битолси вија Љубојна. За сите оние што не знаат од каде доаѓа името Љубојна. Тоа е таа анекдота која често си ја споделувавме и еве сега се најде на носачот на звук. Значи тоа ќе биде збогатено, се разбира, со нашите драги пријатели и нашите големи виртуози Џамбо Агушев и маестро Владко Стефановски, кои ќе бидат гости таа вечер во ракометното игралиште. Ќе бидат наши драги гости и се секогаш наши драги пријатели. Така, со оглед на тоа што самите концерти и во Скопје и во Штип и во останатите градови навистина поминаја одлично, јас верувам дека прекрасен спектакл, пред се прекрасно уживање ќе имаме сите тука и ние во Битола на 17 август, а секако нели освен вас, освен прекрасната Љубојна, тука се виртуозите Владко Стефановски и Џамбо Агушев.
Она што е интересно, ете со оглед на целата оваа ситуација во која што во моментов се наоѓа во Македонија, поплавата која што пред известен период се случи во Скопје, токму и вие се одлучивте средствата собрани од концертот да ги донирате за поплавените. Сета љубов низ музиката на Љубојна не ќе беше целосна, а се разбира ако Љубојна не учествува во сето ова и не сочувствува со сите оние кои настрада во поплавите. Мислам, страшно е тоа што се случи буквално за еден ден и таа трагедија, човечки животи, уништени животи, од уништени добра до навистина изгубени блиски. Најмалку што може да се стори во моментот, најмалку што Љубојна може да стори е тоа да го пренасочи овој убав јубилеј на кој што јас ги поканувам сите да ја слават музиката, да ја слават радоста на музиката. Низ една хуманитарна нишка каде што ќе покажеме сите нашата човечност и ќе ги донираме тие средства за сите оние кои настрада. Се надевам ќе стасат на вистинското место на оние кои не се тие најпотребни. Сочувствувам со сите семејства, им праќам прегратки, сила. Навистина ми е многу жал за тоа што се случи. Така, навистина жална ситуација и тоа што е најпотребно е нели поддршката од целиот македонски народ. Секоја чест и навистина е за поздравување ова што го правите, што нели собраните средства од овој јубилеен концерт ќе ги примените токму за настраданите во поплавите во Скопје. Кога сме веќе кај хуманост, ете вие ја искажувате вашата хумана страна, но она што ме интересира колку сте вие хумани, ете навистина голем број непријатни ситуации се случуваат во текот на времето. Поплавите во Пелагонија, поплавите во Србија, голем број несакани случувања, болести кога станува збор за донации за дете или за возрастен. Колку вие лично сте хумани и од другата страна? Се трудиме да бидеме човечни. Значи, јас многу се радувам што овие денови гледам многу волонтери, навистина, и главно волонтерите се граѓани, обични граѓани кои земаат чизми, лопати, одат и директно на терен. Не се сликат, не се фотографираат, не парадираат, одат директно на терен, разбираат што треба да се донесе, но за директно од врата до врата. Ние сите кои оставивме донации некаде, искрено не сме сигурни дали ќе стасат на точното место. Јас се надевам дека постојат списоци, дека се води евиденција. Тоа да стасак таму каде што е најпотребно. Се радувам заради тоа што во последно време човечноста не е најсилната страна и сум видела и многу немили ситуации во клучни моменти на човечност и тоа го има во нашето секојдневие многу, тргнете од институциите па до односот на луѓето едни со други и кога можеби, не знам, во сето зло можеби најдоброто е нешто што на овој начин само луѓето се сплотуваат. За жал, нас очигледно ни треба непогода за ние да се сплотиме. Тоа е страшно што ни се случува и што не тера на памет заради тоа што се губат многу човечки животи и тоа е многу скапа цена која плаќаме ние за нашата инаку секојдневна нечовечност. Еве го моментот да ја докажеме. Супер дека многу луѓе споделуваат на Facebook, се трудат најдобро што може, споделуваат сметки и во странство и многу од музичарите, многу од спортистите исто така искажа не само сочувство, туку буквално донира средства. Многу мои колеги мислам навистина е за поздрав. Не сме ние странци во оваа држава, мораме да се држиме заедно, ако вака не се држиме заедно. Не знам, јас мислам дека двата основни медиуми преку кои што или околности, да не ги крстиме медиум, едниот е медиум, другиот можеби околност, не посакувана, но едниот е преку музиката, затоа што верувајте на Љубојна доаѓаат луѓе од сите генерации, од сите можни лични, приватни, партиски определби, со секакви можни вкусови за музика.
и начини на мислење и сите во еден глас ја пеат твоите очи лено, мислам, не да е за поздрав, е за навистинско славење. Јас мислам дека тоа е песна која стана химна на љубовта. Така и баш ја пеат од најмало до најголема. До најголема влезе во секој дом, на секоја весела, во сечие уво и во сечие срце. Значи, ја спомнувам затоа што тоа е една од песните која што најмногу си ги споделуваме, инаку како пандан како белек на она што го остави Љубојна, иако во сето тоа ја подразбирам сета наша музика. Многу ми е драго кога ќе видам како луѓето се сплотени на моите концерти и како забавата од сцена која владее меѓу нас, затоа што ние ја водиме таа нишка дека музиката мора да има пријателство во музиката. За да може да се преле, мора да има таа радост на сцена, за да може таа истата да се преле и на публиката. И јас мислам дека тоа токму таа радост што ја поделуваме и таа искрена посветеност на музиката и искрена посветеност на публиката ни ја зацврсти за секогаш врската со слушателот и направи една прекрасна траса за музиката и се радувам што токму низ музика ќе се сплотиме во она што го нареков околности, кои се непријатни, не се непријатни е благ збор, кои се ужасни, кои се трагични и кои исто така ни натераат да се сплотиме, барем нешто не натера да се сплотиме. Не сакам ова да биде, нели, да биде една црна слика за целото, меѓутоа реалноста е навистина за жал таа. Така, затоа уште еднаш ќе ги повикам и ќе ги поканам сите наши гледачи да присуствуваат на вашиот концерт на 17 август на Ракометното игралиште во Битола. Пред се да уживате во одличната музика на групата Љубојна, од друга страна да покажете вашата хумана страна и да донирате за поплавените, за настраданите во поплавите во Скопско. Би сакала да позборуваме малку и за вашата 15 годишна кариера. Ете, би сакала да се навратиме пред се на вашите почетоци. Кажавме дека започнавте токму тука од Битола. Од каде дојде идејата за составање на Љубојна? Идејата се роди спонтано. Се роди многу спонтано и се роди од луѓе кои сакаат да направат нешто, сакаат да донесат некоја свежина на сцената, нов звук, кои тргнаа да прават музика. Почетокот беше токму со музиката за парите со тепувачка, представа која беше поставена тогаш во Народниот театар во Битола во режија на Љупча Георгиевски и која патем прошата на вистина низ театрите во светот. Тоа беа првите во живо средби на Љубојна, каде што ние настапувавме, нели, тоа одеше во живо, паралелно имаше две дејства, концерт во живо и представа. Од тука тргна целата приказка. Како музиката го напушти театарскиот простор и стана самостојна, така почна да се движи во насока која, како што течеше времето, така ја градевме, како што размислувавме, во таква фаза ја вметнувавме и изгради многу коцкички од еден мозаик што се вика Љубојна. Тука се не само онаа чалгиска страна на Љубојна, тука е песна за мојата песна, тука е Брас фантази, па чилаут на тоа издание на Згаснати огништа, па турско издание на Брас фантази, па Шербет Љубојна како мастерпис на една оркестарска убава, широка музика во која што нели гостува и нашиот драг пријател Исмаил Мановски, кој од срце го поздравувам и со кој што исто така имаме, можеби за овие 15 години, па можеби чинам дека точно 15 години се познаваме исто така и некако така и Исмаил влезе во оваа приказна, така и се споивме, така и ние некако се спријателивме со Исмаил. Не знам, за сите овие години музиката стана многу персонална, многу лична. Успеавме од една музика за која си имаше голема дистанца, која важеше за, така имаше една
од една страна една митска димензија на која приоѓавме со многу стравопочит до една деградирана димензија на музика која сметаме за стара, која веќе не е актуелна, а всушност која е исклучително богата и страшно млада и многу модерна. Успеавме да од тој извор направиме едно јадро на музика кое што денес околу кое што денес циркулираат и постојано циркулираат многу музичари и нивната енергија, нивниот придонес во целото ја гради музичката приказна на Љубојна и ја прави таа музика многу лична. Ја доближува, ја прави на некој начин и интимна, а од друга страна ја персонализира до момент на авторска музика, значи дава авторски белег на една музика, што за мене е голема радост, особено што јас тоа го гледам низ радоста на луѓето, низ секојдневната дружба со музиката на Љубојна, низ тоа што таа се расшири многу лесно, допре до многу луѓе и затоа што пред се ја разбуди музиката во срцето на Љубојна, ја разбуди една музика за која што ние всушност имаме многу силна жертва. Така, се согласувам дека внесовте нова свежина, потpuno нова свежина во македонската музика и тоа што радува и покрај влијанието на странската музика и турбо фолк музиката која што се е поприсутна тука во нашите простори, вашата музика ја слушаат буквално од најмала до најголема возраст. Ете, навистина е достојно и големо за почит тоа сето вие што го правите. Она што ме интересира колку на самите почетоци беше тешко да се успее на македонската музичка сцена. Верувам дека беше навистина голема борба. Па добро, голема борба е како и секоја идеја што сакате од идеја да ја пораснете до производ, мислам, во секој сектор е истиот пат. Инаку, полека, тула по тула, со многу трпение и со верување дека па да, до тука е трпението. Не, може и повеќе. Секогаш нели може повеќе и повеќе. Не, се шегувам. Мислам, во основа да, така е, ама се да не звучи како клише. Всушност, после секој мал циклус музички на Љубојна, после секоја нова фаза следи нов почеток и нова борба. И таа борба трае веќе доволно години за јас да знам како и на грбот да ја носиш сета таа тежина, која не падна одеднаш врз мојот грб, ама тула по тула таа се градеше врз грбот на Љубојна, врз мојот предсе, врз грбот на Оливер, затоа што тој е продуцент на групата и затоа што низ негови прсти проаѓаат оние најпрактични и најмали нешта од кошула за на сцена до чевли, до музика, поставеност, линии, аранжмани, композиции, се е тоа. Тоа е едно големо, вака, голема една, би рекла, институција музичка која опфаќа веќе многу сегменти, е многу слојна и ако загребете под секој слој има многу што да се види. Тоа е тоа. Тоа се тие тули кои со години ние грижливо, навистина многу грижливо, низ многу анализи, со многу внимание ги градевме. И да, во нашата музика има многу влијание од странската музика, напротив, има многу влијание, она што вие го кажувате е медиумското влијание во смисла маркетиншкото влијание на застапеност или медиумскиот простор на странска музика, иначе самото влијание на музиката нормално е да го има и во музиката на Љубојна, како што реков, тоа е едно прераснало world music движење. Тоа уште на самите почетоци го имаше, но ми се чини дека првата сериозна клика на авторство беше токму песна за мојата песна, каде што музиката е во целост на Љубојна и од тука веќе тргна таа тенденција да од една музика која ја нема на сцената, ја донесеш на сцена и направиш неизина поп манифестација, значи таа да стане популарна и да стане
ака современа поп сензација, да не биде на маргините, да не се приоѓа со дистанца. И затоа многу ме радува што млади луѓе доаѓаат на концертите и во еден глас пеат и што и новите песни кои Љубојна ги предлага, тие веќе ги знаат и ги пеат наизуст, излегу да се рашата, зелено веќе не прамуваве, Кратово вија Бразил, например, не знам, Крена Мартината, Море чупи добро, тие веќе и не се толку нови, Стани да не станеш. Некои теми кои во поново време ги предложивме. Веќе гледам дека истата публика останува и дека тоа претежно е навистина многу млада публика, што значи окей, головиме тој чекор, сепак чекорот со времето е многу важен, нели? А само на тој начин може да се конкурира, се разбира низ музика, а потоа и во медиумскиот простор на она што го рековте, влијанието на предсестранската музика. Тука не можеме да се одбраниме како што не можеме ни од турбофолкот. Тоа е наше секојдневие. Ние и на улица го имаме и во целокупното културно окружување. Тоа не е сведено само на музика. И можете да му конкурирате ако правите еднакво добар производ да го покрие или да му конкурира, и то сериозно да му конкурира, иако пак ја кажам, таа е многу тешка борба. Така. Во овие 15 години постоење на Љубојна, навистина имате голем број песни позади вас, голем број концерти, настапи, успеси. Што е она, еве, накратко кажано, што ја одбележува Љубојна во текот на овие 15 години јубилеј, позначајно да го споделиме со нашите гледачи, бидејќи повторно ги речам 15 години присуство на македонската естрада е достоен јубилеј за почит. Апсолутно, се радувам многу на оваа бројка, ви благодарам уште еднаш. За мене во суштина е тоа наједноставното. Кога јас ќе застанам на сцена, јас на публиката кружам рак. Публиката ми има доверба, ми ја дава раката, јас велам, ајде се. И тука тргнуваме во една взаемна дружба, една взаемна радост, која што во скоро време почна да се буди кај луѓето на концерти. И многу е радосно и многу често посакувам да сум од таа страна и јас така меѓу нив да се радувам, но сепак ова е улога во која што јас се чувствувам најудобно и мојата најприродна состојба е токму таму на сцена. И сите тие очи вперени, сите тие распеани лица, мислам, верувајте, нема посреќен момент од тој за мене. Значи, навистина, во сите овие 15 години, кој ќе се сетам, покрај многу бројните настани, сега не можам, се разбира, да издвојувам многу бројните албуми, соработки со важни луѓе, со многу интересни музичари. Некој од нив од Истанбул, некој од странство, некој од Македонија. Покрај, нели, сето она што се успеа да се постигне, наградите кои ги собравме овие 2-3 последни години, сето тоа некако, нели, се на некој начин се згусна овие последни години. Покрај сето тоа, мене пак во главата, која ќе ме прашате, пак ми е таа слика, и мене ми е тоа така отсликано, дека публиката е фаќа мојата рака и дека ние тргнуваме на едно незаборавно движење, барем, патување, барем во овие час и половина, 2 часа или 1 час. И дури и тројца од публиката да го направат тоа, заслужуваат да бидат поведени на такво едно радосно патување, каде што сите музичари да ги погледнете, музичарите со мене на сцена, тие се сите позитивни, нема темен лик со мене на сцена, сите се влюбеници во тоа што го правиме и искрено посветени, мислам, навистина. Тоа е бенд за пофалба, затоа што е прво многу комплицирано да го соберете, бидејќи доаѓа од различни страни на Македонија, значи публико. Љубојна не е битолска група, меѓутоа да, почна во Битола и тука си го слави 15 годишниот роденден, но тоа е еден изблик од бои, звуци, радости, спонтаности и дружби, што, верувајте,
вечно ќе си ги носам во срцето и пред секој концерт само тоа си го мислам, како ние ќе си подадеме рака и како ќе се радуваме заедно. Во таа едноставна нишка се содржи, ми се чини, целата моја состојба на сцена и целата музика на Љубојна влегува во овој фокус. Така, она што ме радува што на секој ваш концерт вие буквално ја давате се од себе, ја давате својата душа, секоја прекрасна емоција и тоа навистина допира до самата публика која што е пред вас. Навистина се гледа вашето уживање кога сте на сцена и кога ги пеете вашите песни. Во секој случај тоа е уживање за сите. На работата. Так. Додека дојдеме до тие 5 минути на сцена, има многу, верувајте, работа и не е секогаш пријатна. Но во тие 5 минути навистина радоста е бескрајна. Тоа е тоа кога и ние уживаме, кога имаме шанси и ние малку да уживаме музиката, не само да ја организираме и да ја околу целото да бидеме растрчани, се разбира, во таа нишка, сите да ги сплотиме, да ги споиме, да се, нели, во тој напор се да се спои сите коцки, да цела целина што побрзо да се направи, да функционира како што треба. Тоа се тие 5 минути кои јас со нетрпение си ги чекам, верувам и публиката. Иако морам да кажам дека давањето себе си на сцена, јас го користам, се разбира, како медиум и тоа ме полни, не ме празни. Навистина после тоа сум физички изморена, заради целиот тој напор кој е вложен и предходно и на самиот настап. Меѓутоа, таа енергија која публиката безброј пати помножено од мојата енергија ми ја враќа, навистина исклучително ме полни. Верувате, ме прави многу жива и мислам дека тоа ќе ме прави вечно млада. Иако поголемиот дел од музичарите попрофесионално или од секога живеат со музиката, она што е интересно за вас е дека попрофесионално започнавте со музика да се занимавате, ако не се лажам, малку подоцна. Да. Кога беше тој момент кога се одлучивте дека и вие сакате да се занимавате со музика и ете ја имавте таа чест да бидете ученичка токму на една, можеби, од најдобрите пејачки, Вања Лазарова, како што вие често знаете да си ја нарекувате Тетка Вања. Кога се случи? Официјално се случи кога студирав стоматологија. И како дојде тој спој од стоматологија? Спојка, како логична спојка. Се шегувам. Од мала слушам музика, навистина, меѓутоа тој порив дека тоа ќе биде моја професија, дека јас навистина морам да одделам огромно време од мојот живот за музика, се случи дури кога созрев, кога пораснав и кога запловив во медицински води. Веројатно запловив за да сватам дека всушност тоа не е мојата предоба, не сум тоа јас. Треба подитно да менувам правец. Тоа и го направив. Иако по образование сум дипломиран антрополог и етнолог и тоа веројатно во голема мера ми помогна во целата таа истражувачка дејност која ја следеше мојава музичка кариера. И апсолутно дружењето со Тетка Вања, тоа не е чудно ми е кога ќе ме наречат ученичка. Ученичка сум во смисла јас учев од неа. Ма таа не ми предаваше. Значи таа немаше туторски однос ниту врз мене, ниту врз било која девојка која ја посетувала или се дружеле или пак земала можеби официјално часови. Тоа што ние го правевме не беа часови по музика, тоа беа часови со музика, низ дружба во кои што ние споделувајќи искуство од животот, сознанија, радости, спонтани, договорени, нели, средби. Учевме што значи, јас барем учев што значи да се стои на сцена, што значи интерпретација, дека тоа звучи многу лесно, треба да звучи многу лесно, а всушност тоа е еден цел свет кој треба да го разбудиш во себе, треба да го донесеш на сцена и дека тоа е многу голема
многу голема работа и многу голема одговорност, зашто секое твое појавување на сцена, секое твое соопштување, дали ќе биде вербално или низ песна, е комуникација на со која што ти нека обврзуваш од другата страна да ти верува, значи му ја изискуваш довербата и таа доверба е светиња на некој начин, нели? Не треба да биде злоупотребена, не треба да биде искористена. И во таа смисла почитувам искреноста на сцена, почитувам кога артистот ќе се даде себе си, се разбира, не мора да се троши на сцената, но ќе се даде себе си и ќе ни отвори неговата лична состојба на душата тука на сцена, бидејќи за тоа е тој медиум. И на тој начин ќе се доближи до голото јас, нели, ќе се доближи до сите нас, ќе се доближи до она што во суштина ние сме, а ние сме сите едни големи деца. Така е. Барем некој од нас тоа си го признава, а кој не си го признава, искрено тешко нему. Затоа што за се во ово е потребна вистина таа детска енергија која не движи, која ни дава порив, која прави невозможното да изгледа возможно и која што не води ни сето тоа патување со лесноти. Вие сте секогаш толку позитивна, насмејана, отворена личност, бидејќи целта е што поблиску да ве доловам до нашите гледачи, утре што ме интересира е какви сте вие во приватниот живот. Па, не знам дали ова прашање треба мене да ми го упатите. Не знам што да одговорам, искрено. Добро, во приватниот живот сум една обична жена, мајка на 2 деца, се надевам сакана сопруга, се шегувам. Сум среќна сопруга, среќна мајка, еве, да го свртиме од друга страна прашањето. И во основа сум среќна жена. Меѓутоа, она што од мене треба да се очекува на сцена и што публиката треба да го види е тоа што ја сите мои лоши, тешки, разни фрустрирачки, секакви моменти кои секој дневно човекот ги има, ги преобразувам во нешто многу убаво, ги преобразувам во убава енергија и преобразувам во радост, затоа што тоа го профилира валјда човекот, нели, тоа го прави, веројатно тоа е тоа што треба да ме направи луѓе. Токму тие тешки моменти кои не лизгаат во животот, кои не одат глатко, за кои треба борба, за кои треба, нели, напор, за кои треба малку и себе си да се воспиташ, да се прекориш, да подклекнеш некој пат за да ги достигнеш. Веројатно тоа е тоа што прави да ја препознаваме радоста уште повеќе и да ја препознаваме убавиот момент уште повеќе. И нему да му се посветиме, не да очекуваме дека постојано ние ќе бидеме радосни, постојано ќе ни биде се убаво, нема да ни биде, меѓутоа, се тоа што не ни е убаво вреди за тие 5 минути радост, затоа што таа не е мерлива, таа не е проценлива. Тие кратки моменти се оние кои ние си ги памтиме ни животот, инаку и кои одбираме да ги памтиме, инаку има и многу лоши кои решаваме да ги забораваме, решаваме дека не вреди да им даваме пиедестал, туку кои да ги земаме во предвид како нешто, како препрки кои сме морали, нема како, тоа се вика живот и нели кои што сме морале да ги прерипаме за да си се реализираме, за да си бидеме среќни, удобни самите со себе. И еве на прашањето која е Вера, Вера е една личност која е удобна во својата кожа. Тоа е така. Најдобро и така кога се чувствува човек. Со вашиот сопруг Оливер, исто така тој е дел нели од групата Љубојна. Она што ме интересира колку тоа е предност или недостаток. Ете, од една страна сте брачни другари, но од друга страна сте заедно дел од вашата група. Како вие го доживувате тоа? Ама тие предности и недостатоци тие ги има и во врските и во браковите, во брачните врски, еве да скратам.
кои што не се вклучени во истата професија, пак и не работат на исто место. Така што добро, оваа професија еве кои предности ги нуди. За среќа тежат многу повеќе отколку недостатоците. А предностите се тие што полесно се движат работите, побрзо ги договарате, во смисла тука сте, заедно решавате и заедно патувате и поддршката е многу голема и сигурноста на сцена кога имате таа поддршка, да речеме јас напред одговорноста која ја носам и музичарите зад мене не е иста, затоа што фокусот е на мене, а потоа е на бендот. Така што да ја немав јас таа поддршка во позадина, која буквално вака ме држи, навистина сите се трудат да ме си оставаме доволно простор, тоа си го имаме, тоа ни е недоговорено правило дека секој секому, никој никого не надсвирува и не надпејува, секој секому остава простор за да бидеме сите, нели, да ни биде удобно на сцена. И без таа поддршка мене би ми било веројатно потешко, а можеби пак е бев друга некаква личност, борејќи се со поинаку со целото тоа. А недостатокот е во тоа дека можно е понекогаш да сте и субјективни, затоа што сте на иста страна, одлучувате исто и верувајте, многу е некој пат многу е тешко да се биде критичен, иако ние настојуваме да бидеме и во консултација не само еден со друг, туку и нели со нашите соработници, со околината, која што е вклучена во љубовна, тука спаѓаат и членови од фамилијата, се разбира, не би биле ништо без баби и дедовци. Да не мислите дека има успешна жена само со успешен сопруг. Не, драги мои, со успешна жена, мајка пред се, она која има баби, дедовци од двете линии, кои може да се грижат дечињата да им биде удобно, додека вас ве нема, а во оваа професија многу ве има и одеднаш многу ве нема. Кога мама и тато се дома, заедно се дома, правиме нешто заедно. Кога не сме дома, двајцата не сме дома и тоа не е лесно за децата да го разберат, меѓутоа со текот на работата, со текот на животот и нивното растење, ние пробуваме еве тоа да им го некако да ги релаксираме по тоа прашање, да го детабуизираме, дека ние сепак си продолжуваме со нашето темпо, без разлика што од време на време не снимува, ама дека тоа е стварно на кратко и дека ние повторно се враќаме и дека за тоа време имаат баба и дедо и на Оливер мајката и таткото и моите мајка и татко кои навистина се грижат и им ја дават сета своја љубов. Така. Вие сте родители на две прекрасни деца. Она што ме интересира колку тие самите имаат предиспозиции за вашата работа. Колку често доаѓаат на вашите проби, на вашите концерти, дали се пронаоѓаат да видат како мама и тата? Да, во Битол откривме и една нова димензија на моите дечиња. Тие да ти биле исклучително интересни свадбарчиња. Така? Така разиграни, така весели. Летово имаше две такви пријателски свадбени веселби, каде што моите деца ми изненадија, навистина. Дури на едната син ми рече: "Мамо, немам на што да свирам." Тапанот си го заборев во Скопје. Талентирани се за музика, тоа е нормално дека ќе наследат талент од мајка и татко. Што може да се очекува? Што не значи дека ќе сакаат тоа да го работат, што не значи дека јас сум за тоа да ги реализираат своите таленти. Ова за секој дете важи, нели, секоја мајка истото веројатно си го мисли, и да им се посвети внимание, тие самите да си ги откријат за да знаат што понатаму, да знаат со што си располагаат, што понатаму ќе ги води, која ќе им биде мотивацијата. Инаку се музички и ритмички и пеат и двајцата надарени се навистина. Керката почнува од есенва да оди во музичко училиште. И во следната емисија ќе ви кажам што се случило понатаму. Така, супер, ќе очекуваме. Ете причина повеќе да бидете моја гостика, бидејќи се ближиме кон крајот на емисијата. Она што ме интересира после овој концерт на 17 август, кои се плановите на Љубојна, што да очекуваме од ваша страна? Многу брзо по концертот на 22 август заминуваме за Пекинг,
Остануваме до 1 септември и ќе работиме модерен балет, во кој што ќе правиме музика, Оливер ќе прави музика и јас ќе пеам во живо. Во моментот го подготвуваме костимот со Благој Мицевски од Народниот театар, костимографот, нашиот, се разбира, многу драг пријател. Таму е веќе Рисима Рисимкин, која е конектот за оваа соработка и која што исто е вклучена како кореограф во целиот процес. И тоа ќе биде една убава представа на еден од националните театри. И не знам, многу сум возбудена затоа што прв пат одам во Кина, прв пат одам во Пекинг и сум многу љубопитна како ќе изгледа тоа обкружување и многу мои пријатели веќе кои живеат и работат во Кина ми ја доближија како многу интересна и отворена земја. Така, ќе ни раскажувате кога ќе се вратите назад. Апсолутно, да. А потоа го очекуваме Радио Љубојна или Љубојна вија Битола, Битолси вија Љубојно. Едно убаво музичко патување кое, како што кажа, требаше деновиве да излезе, но со оглед на околностите дека навистина нема таква. Едноставно ја нема таа радост во воздухот, мислам дека треба да се почека да помине овој цел бран и во тој бран да се вклучиме сите, да помогнеме сите. Уште еднаш апелирам до сите граѓани, нека донираат преку бројчето 143 400, како што впрочем сите ние го правиме тоа. Кој може да оди на терен, нека оди на терен. Јас насочувам цело моје срце и се што можам од овој концерт кој е одамна закажан, меѓутоа на кој што му дадовме една таква хуманитарна нишка од срце за поплавените. И ќе има и кутии за донации, ако некој сака може исто така да донира. Јас би била многу среќна и колку помасовно се собереме, толку тие донации ќе бидат поголеми и на крајот на криштата толку поубаво и ние ќе се чувствуваме затоа што низ едно прекрасно нешто, низ музика и низ еден убав и на таков јубилеј ќе покажеме нашата хуманост, да помогнеме на оние на кои што им е навистина најпотребно и јубилеј, драги мои, се слави само меѓу своите, односно најубаво се слави меѓу своите. Така, јас ќе ви се заблагодарам од срце што бевте моја гостинка, секогаш ми е чест и задоволство да кога снимам со вас. Ќе ви посакам уште многу успеси во иднина, се разбира, со нетрпение очекуваме се што е ново од ваша страна, а тука сме во секое време да ја презентираме вашата работа на нашите гледачи. Се најубаво, многу успех, честитки уште една за јубилејот, само на крајот некоја порака до нашите гледачи. Порака, драги мои, секогаш праќам бакнежи и прегратки, но овој пат пораката ќе биде навистина, не дозволувајте лошите работи да не прават човечни, не заборавајте, ние сите си требаме еден на друг и мора секојдневно да сме такви, не само во ситуација кога околностите ќе не натераат на тоа. Многу ве сакам, бидете своји, слушајте Љубојна, дојдете на 17-ти, донирајте, бидете заедно сите овие денови, бидете со нас, ве бакнувам уште еднаш и едно огромно вака срце до сите вас.